Денес нашето училиште го слави својот патронен празник. Ги сумираме резултатите од нашите ученички активности. Коле Канински е роден на 28 јануари 1914 година во село Канино, во семејството на попот Ристо и неговата мајка Фросина. Канински е револуционер од највисок ков и е првоборец и учесник во победоносната народно-слободителна и антифашистичка војна на македонскиот народ од 1941 до 1945 година. Коле, како политички комесар на групата баталјони, стапи во редовите на првата македонска бригада. Нашиот херој на 22 јули 1944 година трагично загинува во селото Буринец, Струшка Малесија, заедно со неговиот соборец доктор Трифун Пановски. Неуморно ги совладуваше и победуваше сите бури, се додека не го пронајде сонцето и не донесе мир и слобода за нашите идни генерации. Копнежот по слобода го вивна меѓу звезденото небо, како звезда што вечно ќе сјае, паѓајќи храбро, трагично, во Буринец и светна и се вивна, високо на небото, донесе мир и слобода. И по толку години, Коле, заборавен не си. Секогаш да се спомнуваме за оние, на кои сите ние што живееме денес, им ја должиме најважната работа – животот и слободата. Никој не е заборавен, ништо не е заборавено. Ве уверувам дека нашето училиште љубоморно го чува споменот на Коле Канински, за човекот кој оствари возбудлива сплотеност на селаните и работниците со револуционерната борба. Оваа година, денот на училиштето, го одбележуваме под мотото "Се ќе биде добро". Нашето училиште се вклучи кон заедничката иницијатива на голем број образовни институции низ Европа, кои ја праќаат пораката во ова време на пандемија дека се ќе биде добро. Оваа порака ја испраќаат и децата од нашето училиште, кои ја следат наставата во домашни услови. И заедно, оваа година, од дома, го одбележуваме овој значаен ден за нашето училиште, без можност за заедничко дружење и прославување на празникот на нашето училиште. И во своите најтемни денови, човештвото ја одржува својата верба во иднина и подобри денови. Бидејќи длабоко во нас, сите знаеме дека животот ќе продолжи. И кои, ако не децата, најдобро ќе не потсетат на тоа. Така учениците од нашето училиште, со нивниот најчист оптимизам, додаваат повеќе бои во пролетните сончеви денови. После дождот доаѓа сонце, а по овој кризен период ќе дојдат подобри времиња. На тоа не потсетуваат учениците од 7 одделение, кои напишаа прекрасни стихови. Акростих под мотото "Се ќе биде добро". Стихови во кои се прелеваат 7 бои на виножитото и шират позитивност, надеж и оптимизам за подобро утре, во кое сите ние мора да веруваме дека постои.